Традиционален гулаш подготвен во мултикукер. Здраво, драги пријатели, и добро дојдовте на нашиот YouTube канал. Денес ви прикажувам нешто навистина посебно, традиционален гулаш за само 30 минути. Сите знаеме дека за вистински гулаш бара крчкање на шпоред барем 2 часа со постојано мешање и трпение. Овој гулаш е направен во мултикукерот на Делимано и се крчкаше само половина час. Прилог си подготвивме едноставно рижото во мојата омилена Stone Legend тава на Делимано, едноставно, брзо и неверојатно вкусно. Ако сакате традиционален вкус во модерен стил, останете до крај на ова видео, ќе ви ги покажам сите тајни и совети. И секако не заборавајте да кликнете лайк и subscribe. На почеток започнавме со подготовка на месото. Овој пат за овој рецепт користевме 1 кг свинско месо исечкано на коцки. Секако, доколку сакате, можете да го направите со телешко, пилешко или со некоја комбинација по ваша желба. Кога правите гулаш, правило број 1 е колку месо, толку кромит, па така и овој пат користевме 1 кг кромит. Јас го исецкав на овој начин, баш вака на кришки, а вие доколку сакате, може да го исецкате и на коцки. Вклучете го мултикукерот и во менито одберете опцијата 5, опција за пржење. Со прскалка ставете минимално масло и додадете го месото да се пржи. Оставете го месото да се крчка во својот сопствен сос. Посолете. И кога ќе биде веќе испржено на овој начин, извадете го од мултикукерот. Во мултикукерот додаваме повторно масло и го ставаме кромидот да се пржи. Пржиме со постојано мешање и оставаме кромидот да се карамелизира. Посолуваме. Во меѓувреме ќе изрендаме 2 средни по големина моркови. Го додаваме морковот кај кромидот и ги пропржуваме заедно. Ова е таа текстура која што треба да ја добиеме, соединети морковот и кромидот. Сега веќе може да го додадеме и испрженото месо внатре кај кромидот и морковот. Додаваме 150 мл црвено вино, една лажица пелати или пасирани домати, се убаво промешуваме да се соедини. Додаваме 1 до 2 лажички мешан сув зачин, 1 лажичка мелен црвен пипер и околу 300 мл доматно пире. На крај се ова добро ќе промешаме и ќе додадеме ловаров лист. Сега веќе можеме да го затвориме капакот од мултикукерот и да притиснеме повторно на опцијата мени и да одбереме програм 1. Вентилот цвртете го вака на овој начин за да може мултикукерот да ја користи опцијата готвење под притисок. Копчето кога е кренато вака нагоре, сега веќе готви под притисок. Во меѓувреме, додека се прави гулашот, ќе си направиме и брзо рижото. Исецкајте си кромит на ситни коцки. На загреано масло ставете го да се пржи и пржете кратко кромидот да порумени. Откако кромидот убаво ќе се пропржи, можете да го ставите и оризот. Јас овој пат користев 200 грама ориз и заедно убаво да се пропржат. Посолуваме и додаваме говедски бујон 1:3 во соодност со оризот.
Јас бујонот го додавам постепено со постојано мешање на оризот. Го оставам да се прокрчка неколку минути, 10 до 15 минути и го тргам на страна. Ова е наједноставен начин за подготовка на рижото и е совршен додаток за гулаш. Овој звук значи дека програмот веќе завршил. Како што може да видиме, црвеното копче се уште е кренато нагоре, а тоа значи дека мултикукерот е се уште под притисок. Можеме да го оставиме самото да падне надоле, да го почекаме или полека да го вртиме вентилот надоле и полека да се испушта воздухот, како што го правам тоа јас во овој случај. Сега ќе видите како црвеното копче ќе се спушти надоле, еве, а тоа значи дека притисокот веќе го нема во мултикукерот и мултикукерот може безбедно да се отвори. Еве го нашиот гулаш подготвен во мултикукер кој што се крчкаше само половина час. Изгледа фантастично, а на вкус е совршен. Буквално месото се распаѓаше. Ви препорачувам на сите. Убав ден!